Добре дојдовте. Денес ќе се нурнеме право во срцето на една навистина мокна порака. Порака за вера, за надеж и за еден сосема нов почеток. Ајде да започнеме. Се започнува во совршенство. Замислете свет во целосна, апсолутна хармонија. Ова не било само добар старт, туку Божиот првичен, совршен план. Една длабока, жива врска помеѓу Создателот и се што создал. Значи, ова е потувањето што ќе го поминеме заедно. Ќе почнеме од тој совршен почеток, па ќе видиме како дошло до прекин. Ќе го истражиме Божиот неверојатен одговор преку Исус, ќе зборуваме за крајната жртва, патот за назад и на крај ветувањето за еден сосема нов живот. Добро, ајде да се вратиме на самиот почеток. Првичниот план бил свет на хармонија. Свет каде на човештвото му бил даден најголемиот можен дар – слободна волја. Можноста слободно, од срце, да се избере врска со својот Создател. И токму таа слобода на избор била клучна. Размислете, Бог не сакал роботи, нели? Сакал вистинска, автентична врска. А таква врска се гради само на доверба и љубов, никогаш на принуда. Но нешто тргнало наопаку. Таа совршена, прекрасна врска била прекината. Се поставува прашањето како? Како дошло до ова големо разидување? Одговорот лежи во еден збор. Грев. Ама, веројатно не онака како што најчесто го замислуваме, како некаков список на лоши дела. Не. Гревот е нешто многу подлабоко. Тој е изборот да кажеме, јас знам подобро, да тргнеме по сопствен пат, да бидеме самите своји господари и со тоа да ја промашиме целата цел за која сме создадени. И еве го суштинскиот конфликт. На едната страна го имаме Божиот план, живот исполнет со доверба и цел, а на другата страна нашиот сопствен пат, желбата за самоопределување да бидеме ние центарот на нашиот мал универзум. Последиците од тој избор биле, огромни. Се создал јас, прекин, проблем што човештвото едноставно не можело само да го реши. Тоа е прекината врска со совршен Бог, а тоа се разбира, носи сериозни последици. Но и покрај све, приказната не завршува тука. Бог не се откажал од нас. Напротив, од огромна љубов, тој самиот обезбедил решение. Една вистинска, божествена интервенција. И тоа решение има име – Исус Христос. Бог го испрати својот сопствен син, не како некоја далечна идеја, туку како личен, полн со љубов одговор на нашиот проблем. Исус е мостот преку оној јас што не разделуваше. Исус не дојде само за да умре, тој дојде и за да живее. Неговиот живот беше совршен пример, жив приказ за тоа како требало да изгледа животот во хармонија со Бог. Тој всушност ни го покажа првичниот план во акција. Но животот на Исус беше само почетокот. Сега доаѓаме до самиот врв, до кулминацијата на целата приказна, крајната врховна жртва. Чинот што промени апсолутно се. Ова е самата срж на пораката. Исус доброволно, свесно, ја презеде врз себе казната за сите наши погрешни избори. Цената за нашето одвојување од Бог, која е смрт, тој ја зеде на себе. Токму ова е суштината на замената. Казната беше наша, ние ја заслужувавме, но Исус умре на наше место. Неговата смрт на крстот не беше некаква трагедија, туку намерен, моќен чин на љубов и благодат. За нас. Но смртта го немаше последниот збор. Приказната во никој случај не завршува во гробот. 3 дена подоцна се случи нешто што ја промени историјата на човештвото за секогаш. Бог го воскресна Исус од мртвите. Со тоа Исус ја победи самата смрт. Воскресението е крајниот доказ за неговата божествена моќ и потврда дека жртвата беше прифатена. Победата е извојувана. Добро, значи победата е извојувана. Но што значи тоа за нас, денес? Како можеме да се вратиме? Како може да се обнови таа прекината врска? Ова е централното прашање, нели? Бог го направил својот дел. Сега како ние одговараме? Што треба да се направи за да се обнови таа врска и да се прими овој невероватен дар? Патот назад има 3 навистина јасни чекори. Прво, едноставно да се свртиме.
да се свртиме од сопствениот пат и да побараме прошка од Бог. Второ, да го обновиме нашиот ум, да почнеме да размислуваме во согласно со Божјата вистина. И трето, клучниот чекор, да поверуваме. Не само со умот, туку длабоко во срцето. И тоа да го кажеме гласно, дека Исус Христос е Син Божи, дека Тој умре за нас, ја поднесе казната што ние ја заслужувавме и дека Бог го воскресна од мртвите. И ова е можеби најважната разлика. Спасението не е нешто што можеме да го заработиме или заслужиме со добри дела или со следење правила. Не, тоа е бесплатен дар што го примаме едноставно преку вера во она што Исус веќе го направи за нас. И што се случува кога ќе се направи тој чекор на вера? Како изгледа тој нов живот? Епа тоа е една сосема нова реалност. Прво и најважно, повеќе нема осуда. Минатото е избришано, но тоа е само почеток. Започнува еден сосема нов, вечен живот. Стануваме Божји деца, ослободени да чекориме во нова цел, со нов дух. И така, оваа неверојатна порака завршува со една едноставна, но моćна покана. Поканата гласи: дојди таков каков што си. Сега е времето. Нема потреба прво да се подобриш или да си го средиш животот. Промената доаѓа откако ќе се донесе одлуката. А тоа е суштината на Божјата неверојатна благодат.